плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Значи, читаме од оваа книга Еринии, издадена 2008 година, Еринии по македонецот, бела книга за борбата на македонизмот, издадена 2008 година, и тоа е последната моја книга која е финансирана од Министерството за култура. Сега сме 2022, значи 14 години. После оваа книга не можам да добијам авторска книга и читаме за да се види што се случуваше со театарот Скрб и утеха. Ова е предната корица Солунска црква на средновековен македонски јазик. Значи, обратисмо, храм, матере наше, земја, Бог, Исус, тамо наум. Ова е паница, каде е застрелан Гоце Делчев. 160 страна кај македонците во Анадолија. Приказната за гостувањето во Измир е човечка и едноставна. Покана од македонската заедница во Турција и Исмаил Бојда, председателот на Сојузот на македонците со исламска вероисповест, кој најде превоз комбе на МРТВ, без дневници и театарот Скрб и утеха, кој прифати да оди со сопствени средства. Да ви раскажам дека со МРТВ спиевме по паркинзи, дека крпевме крај со крај, дека снимивме документарно играм филм, можете да ме верувате или не. Дека ја пронајдовме приказната за магнетите и македонците, митолошки браќа Магнет и Македон, карпата на скаменетата Ниоба од Илијадата, Кибела, Кубава, старомакедонската божица, театарот во Ефес, изграден од Лисимак, македонскиот генерал, црквичето каде е гробот на мајка Богородица и други чудесија од Магнезија каде живеат македонците од река и други делови од Македонија. Митски приказни. Знаете, ги помна мората и тапаните во центарот на Мениса, каде живее огромна македонска заедница. Помнам дека игравме представа на фудбалско игралиште за 3000 луѓе. И повторно Маријан Коцев со мечот на Филип II ја изведе метафората. Избра едно дете, му го даде мечот, настана штама и прелевање на енергијата во публиката. Беше тоа последната представа на Маријан Коцев во Скрб и утеха. Го помнам со 100 денари во джебот, како трае на 10-дневната турнеја низ Анадолија, скромен и голем како планина, со својата македонска душа. 161 страна. Министерот за цензура. Поранешниот актер и директор на локалниот театар стана министер за култура. Порасна во себе. Стана агресивен, викаше на телефон, се отуѓи од колегите. Реши да не ни одобрува премиера. Му се јавив на телефон и не се разбравме, му пуштив порака по милниот која гласеше вака: прости ми, Господи Исусе Христе, проклет да си, аир да не видиш, Скрб и утеха е свет театар. Се покајувам, Господи Исусе Христе, се јави набрзо на мојот број, тихо, ти ли си? Ако се јавиш уште еднаш ке те пријавам на милиција, ми рече. Јас истовремено му зборував на телефонот. Ти не си ни колега, цензор, еден бедник, и врската се прекина. Потоа настаните се случуваа натака и навака против македонската култура. Не ни одобри ниту една книга, ни ги укина гостувања кај македонците во соседството, не пушташе на филмски фестивали на кои не канеа да ја представиме македонската култура, а Тина Оломов Чешка ни го намали буџетот за 2/3, скоро беше да запре Скрб и утеха. Но даде Бог, ја преживеавме таа 2005-та. Во сето тоа изгуби културата, нашата, нивната, партиската некултура и мраза против македонците. Што мора да постои таков театар? Зборувал за нас во Министерството тој поранешниот актер и директор, министерот. Мил мој Пилчо, културата не е за суетни, неизживеани, себеафирмативни ситни души, ниту за театарски туризам и лично богатење. Некои не доветни ја срамат оваа убава земја, Македонија Исусова.
кога на постоечки манастири градат Потемкинови спелинови зандани со народните пари во нивните джебови. Ех, културо моја македонска. Ждановизам и соцфашизам, министер за цензура. 163 страна. На Дионисовите слави летото Божие од 2005 ни дојдоа на гости македонците од Враштани. Егејско. Селото е на неколку километри од урнисаната Баница, километри каде е убиен Гоце Делчев. Беа неколку месеци пред тоа во Скопје, се видовме и пеевме од пеаните. Чичко Димитрија, Панајот, синот и неговата мајка, која пееше со ангелски глас од завештаните и свети македонски песни. Не знаете што сме истрпеле во Егејско, ни рекоа. 2 дена пред да започнат Дионисовите чествувања ми се јавија на телефон и ме замолија дали можат само да свират, но не и да пеат на нивниот настан во Скопје. Се разбира, се сложив. Не им е лесно. Тоа беше првиот фолклорен ансамбл од Егејско кој настапи на Дионисовите чествувања. Пеевме, игравме ора, по една за нас и по една за болката, како што ни велеше Чичко Димитрија. На фотографиите од спомен собата на Гоце Делчев во музеот во црквата Свети Спас ги препознаа луѓето од Баница сликани пред моштите на македонскиот апостол Гоце Делчев. Ги препознаа девојчињата сликани пред ковчегот, кои сега се возрастни жени. Ситна роса росеше до муграта и македонците вртеа оро на улицата пред феријалниот хотел во тажната потелена Македонија. Само песната на тајфата од Враштани остана во грлата на македонците како забранец див од европската демократија. Нели нашиот јужен сосед е во Европа. А ние, греф е да се забранува македонската песна. Греф Божји, македонци мои. Тоа се тие настани и потоа 14 години не ми даваат книга. А јас плаќам данок во Република Македонија. 164. Но јас сум им простил, Исус ке суди на сите. Ме повика пријател во манера на кафе. Горе во бифето пука поглед кон домот на армијата, собраниската зграда и трговскиот центар. Случајно беше државен секретар одговорен за соседството. Му однесов книги, филмови, муабети, рече дека ќе помогне за гостувањата. Министерот 2 години наназад ни ги укина настапите кај македонците во соседните земји. Тажна приказна. Зашто служи министерот? Велел што мора да постои тој театар, мислејќи на скрби и утеха. Некои работи се од Бога, за среќа не се условени од некаков партиски малоумник на кого му лепат рацете. Краде од сопствениот народ за себе и чини штета. Сепак, секретарот рече дека ќе помогне за да се обноват гостувањата кај македонците во Гологордо. Гора, Родопите, Преспа, Пиринско, Егејско. Дај Боже да испадне така. И на здравие кафето. А не умеам да дадам разумен одговор зошто воопшто се прекинати театарските културни врски на скрби и утеха со македонците во соседните земји. Одинат ли? Или од немука е, или од кејф на некој таму само бендисан, некој, или од македонската неслобода. Седам во кафулето на МНР и пука поглед на трговскиот центар, на собранието, на домот на армијата, категории на македонското сега. Сепак, на здравие кафето. Ех, или од македонската неслобода. 166 страна Култура и неслобода. На 15 житар настапува во Велестово. Позедов збор далди са ви кажав нешта за рамкосаната ни татковина. Организаторот ми се налути зошто сум зборел, не сум требал да зборувам, зошто, како, сум го критикувал министерот за цензура, така ми рекоа. Се работеше за територијалната поделба за татковинава, за предавството во Струга, отпосле по 3 Божји лета од настанот,
Сопругата на еден академик ми честиташе за тој настап. До солзи ме доведе, ми рече. Вреднување низ состојбата на времето. Одговорност, став, дали уметникот е само кловн и партиски забавувач, или борец за сопствената земја, култура и слободата. 167. Да украдат и да кинисаат. Разни министри за култура, врзани за политиката, дојдени да дрпнат некоја пара и да кинисаат. Вакви, онакви, бедници, цензори. Имаше еден неграмотен што се дере како улав на телефонот. Поранешен локален актер и директор на театар. Одејќи низ ходниците на министерството, зборувајќи за нас и против нас другарот Б. Срамотилак. Што мора да постои тој театар? Со наши пари се изнашетаа. Си вјасаше, полнејќи си ги джебовите, коментирајќи ги нашите дела во Министерството за цензура. Еве дотеравме 20 години возобновен скрб и утеха. За нас нека зборуваат делата. Представи, книги, филмови, Дионисови слави, меѓународни фестивали, гостувања кај македонците во соседните земји. Тој истиот на жив манастир Свети Прохор Пчински изгради гробница со грдо име Пелинце и собра куп пари за себе и за своите од партијата му. Дојдени да украдат од културните пари и да кинисаат. Арам ми бе дотило, другарот Б. Срамотилаци на еден народ. Исусе, ти си тој што судиш, прости им, не знаеле што прават. 168 страна. Нова духовност. Ги фати улјамата братијата од Министерство за цензура и скоро 5-6 лета господови не ни одобруваа пари за гостување на театарот Скрби и утеха кај македонците во соседните земји. Ние така со Бог во срцата и љубовта кон татковината си бевме неколку пати со своји средства. А вие мислевте дека ние ќе се откажеме? 2 пати во Мала Преспа, еднашка во Гора во Албанија. Помнам дека заедно со нас беше и духовната група која пее песни македонски, пела од Љубљана. Отпроен ги фати некаква веда кога видоа каде дошле. Ја минаа границата кај Стење, потоа ги одведов во манастирите, песни и вино и нова духовност. Пееја пред фреската на која е насликан Александар Македонецот во Пештерската црква на Света Богородица. Крај Туминец, потоа пеевме и игравме на Свет село во Пустец. Мечот на царот го позеде едно дете од нашите и почна да кажува благодарувани слова. Публиката се возгордеа. Прашав кој сака да биде Александар Македонски. Детенцето излезе, го позеде мечот за рисата и почна да реди слова пред зграгорената публика. Театарот и самиот живот. Пела, пееја и сееја нова духовност. Љубен, Мајда, Метода, Весна, со душите и македонските песни. И едно дете кое влезе во представата. Театарот и самиот живот. И Бог со нас, и љубовта кон својата земја, не мразејки ги различностите. Личбота духовна. Романите почнам да ги пишувам кога министерот за цензура кој гради гробници покрај постојање на живи манастири не ми одобруваше средства за театарска премиера само затоа што сум македонист. Што си направил ти за Македонија? Си викнал 3 пати ура за Македонија. Така ми вели по телефон. Господи, Исусе, прости му. Не знае што прави, си мислам. Од една страна недообразуван дивија кој забранува македонска култура, од друга ме спотнува да пишувам романи. Или секое зло за добро. Секое добро за уште подобро. Македонијо, убавице моја, колку гибел и мраза наспроти твојата светлина, светост и личбота духовна. Или Пелинце и Свети Прохор Пчински. Гробница за да се дрпнат пари и духовен, жив
манастир. 172. Патека на верба и љубов. Ни ги укинаа гостувањата еден подолг период. Гостувањата со театарот кај македонците во соседството. Се работеше за 5-6 години земно време. Ние сепак одевме самите. 2 пати во Пустец, Леска, Мала Преспа, Албанија, еднаш во гора на Ѓуровденската слава. И така сакаше Господ од тие гостувања излегоа 2 филма кои ја преминаа македонската рамка и учествуваа на меѓународни филмски фестивали. Едниот се именуваше Ѓурѓовден во гора, другиот Дарување светлина. Првиот го монтираше Флора Достовска, на вториот му даде живот професорот Димитар Грбевски од катедрата по монтажа со своите студенти. Секој даруваше по нешто за својата земја, за незината култура, за македонската културна битка во времињата кои надвисуваа, од укинати гостувања до документарни филмови. Патека на верба и љубов. 173. Политичката математика на мразата. Ѓурѓовден во гора, документарен филм за славењето на Ѓурѓовден кај македонците во гора Албанија. Наша приказна, би рекол некој. Во филмот се појавува македонскиот цар Александар и по него трчаат и му го бараат мечот, махерата, децата, джагурињата од орешек и црнојлево во гора. Македонска приказна. Велми отиде до денес на 2 фестивали, едниот во Нирнберг, Германија, другиот во Девендра, Индија. Би рекол дека Александар по втор пат кинисал за Индија. И се разбира писмо и копија на филмот испратив на уредникот на Сител телевизија. Истиот филм. За жал или за волја на вистината до денеска немам добиено никаков одговор од телевизијата демократска. И на фестивалот во Атина. Еве втора година го праќаме филмот и втора година не стигнува на адресата. Тука почнува песната Трета боле звере, која ја испеал нашиот напатен народ. Имаше едно писмо покана пратено до кметот на Мосомиште, Бугарија во ноември, кое стигна дури во февруари. Стигна откако испратив уште 3 писма препорачани во изден. 3 писма, 3 болести, 3 радости и таги, Македонија, убавица моја, 3 по 3 9, политичка математика на мразата. 174. За искреното македонско срце, со Павле Воскополус, во Домот на културата во Битола, се чествуваа делата на починатиот македонист Симе Пандовски. Ние игравме сцени од нашите представи и бидна средбата. После представата даде Господ да размениме думи за нашите состојби. Помнам што ми рече и не заборавам. Да има грците ваков театар, зборуваше за скрб и утеха. Ке ве позлатеа, ке се обидеа да ве помножат да бидете 100 театри, ке имавте средства, ке патувавте по светот да ја славите културата. А вие сте само единствен театар и не ви дава да работите. Така ми рече македонецот од Виножито. Да, така беше тоа, така ми рече и не порече. Споделивме збор, македонска душа. Ти благодарам, македонецу, за искреното срце. Господ нека е со вас, низ нашите и вашите битки и искушенија. 175 страна. Без границите на македонскиот полуостров. Ми се јави българскиот амбасадор господинот Михо М. Откако му испратив писмо за нашата покана да гостуваме кај македонците во Пиринско со представата Сердарот за секогаш љубов. И гледај чудесија, ми се јавува едно попладне овде амбасадорот Михов ми вели да се прекрстам со лева рака или да почекам до крајот на нашето патешествие во Пиринско. Да видам како ќе биде. Ми рече дека ќе ми помогне за визите. Озвучен збор, дума, дума од Пирин планина. Го држам за тој соголен збор да сме живи и здрави и да видиме. Може би има надеж на македонскиот полуостров да се укинат границите, да летаме слободно како птиците, како што се случува во драмата Сердарот, за секогаш љубов со која треба да одиме таму,
може би, или да сме живи и здрави и дотаму и назад, и без границите на македонскиот полуостров. Одиме, сега сме веќе при крај, 178. За додржувањето на зборот на амбасадорот Михов. На 31 сутар киниса во амбасадата. Ме примија и ме враќаа до 3 пати на шалтерот да фотокопирам и захефтувам од документите. Се јавив од фотокопирницата на телефонот на амбасадорот Михов. Женски глас ме опита кој го бара и ми кажа дека е на службен пат во Софија. Да сте здрави и живи и порачав. Потоа од трета мајка службеничката ги прими документите карајки ме дека не се во ред, не биле средени, дека требало да ме врати. Нејасни останав должен и велам дека ние сме уметници, каде е добрососедството, дека дал збор амбасадорот Михов. Колку да се знае театарски пријатели. Еј ти по 4-ти пат ми вели службеникот на вратата. По 3 пат му дофрлам. Даде збор амбасадорот Михов, му кажувам. Тој се смееше и рече нешто дека Михов ќе ми ги фотокопирал документите, смеејќи се кисело. Па ако треба ќе ги фотокопира во името на Господ Исус Христос. Вел ми на 8 тревен април треба да ги дадат визите. Ајде да видиме и тоа чудо, да го видиме и тоа чудо на македонскиот полуостров. Европа без граници. Која е Европа? Ќерката на Филип II и сестрата на Александар, или една земја која се крши и повева на македонската светост и прангите кои таа сака да ни ги наметне. Треба да се додржиш во зборот, господине амбасадоре М. Ти како воен разузнувач би требало да го знаеш тоа. Толку за тој заборавен збор. За сега. 180 страна. Љубов и посвета, 2 сончеви зрака на тој Федеу. На катедрата по монтажа со професорот Грбе можете да споделите македонски збор. Ако имате срце за татковината, ќе ви пушти филм, сцена, кадар, ќе ви дораскаже, ќе ви измонтира сочинение, духовност и филмска приказна. Со него е и асистентот Лазе. Тие двајцата се како 2 сончеви зрака кои греат од Федеу и даваат трошка надеж таму на катедрата по монтажа. Надеж која не згаснува, како вербата во Бога и татковината на тој Федеу. Им благодарам со сета душа оти помогнаа повеќе документарни материјали да станат уметност, да и бидат достапни на нашата и на меѓународната публика. Се работеше за љубов и посвета. Нека ги дарува Бог понатаму низ настаните кои следат. 182. Дарување светлина. Мина земно време и еве се уште крепиме. 20 Божји години, значи 2008, од возобновувањето на театарот Скрби и утеха. Изминаа како македонски културен и духовен начилак. Фала ти, Господе Исусе Христе, што сме живи и здрави и крепиме. Дај ни веки љубов да разбереме дека се станува по Твојата волја. Така нека биде и со скрб и утеха, си велам. Додадовме уште едно име во именувањето, скрб и утеха тиха. Нека дарува од рогот на изобилието, древната македонска светија. Може би некои суштества ќе се препознаат во оваа книга. Велми и тоа нека биде по Божјата Исусова волја. Велми мил ми е Платон, но помила ми е татковината, вистината, состојбата. Постои некаква Божја следа која ја врвиме сите ние под сводот небесен. На мајкава земјица, под вишново небенце, под јасното слънце, етерот небесен, света војца и атерот Божји љубовта. И да разбереме, Македонија е жива, додека се слави македонската култура. И оставете не да даруваме светлина на мајката сцена. Токму тоа е насловот на документарниот филм за создавање театар во Мала Преспа. Нека бидат тоа последните думи во оваа книга.
дарување светлина. Македонизам и македонска култура. Со Господ во срцето напред. 183 дарување сончевина. Имавме нова премиера копродукција со Велешани, Чернодрински експрес во манастирот Свети Јоаким Осоговски во Златец 2008-та. Бевме на гостување кај македонците во Пиринско во Тревен 2008-та. Оттаму донесовме материјали, излезе еден филм како Свеќа кој веќе киниса на фестивали. Грбе и Лази измонтира уште еден со Господ во срцето. Скоро заминуваме на културно лето во Преспа во организација на Едмон Сотир. Македонската културна битка се разгорува со Господ во срцето. Неј се. Филмот како Свеќа е филм за баба Вања, македонката јасновидка. Долго сонував и се обидував да го снимам тој филм. Нашите не ми даваа пари, а едно шпиунче ми се закани дека нема да ме пуснат да снима филм за баба Вања. Добро го помнам разговорот во националниот ресторан во центарот на Скопје, иако има минато 7-8 години Божјо време. Го погледнав со силата на македонскиот арест од шпиунчето и му срочив дека Господ ќе ме пренесе во македонската земја во Пирин и ќе снимам. Меѓу другото му реков дека сте заградиле Божјата македонска земја, незнабожци и неверници. И велми слава ти Исусе, ете го филмот. Постои земно и Божјо време. За да создавате македонска култура треба да влезете во Божјото време. Да сте живи и здрави, да имате век, драги читатели. Да создаваш македонска култура е како да даруваш сончевина и светлина. Со Бог напред одиме понатаму. Да се бориш со темнината. Слава ти, Господи Исусе Христе. И последното 185-та страна за мртвата култура. Фестивали, културни лета, институции кои живеат уште од времето на соцреализмот и ете ги се уште трошат од народните пари. Јас нив ги нарекувам пазар на мртвата култура. Оваа година игравме на театарските игри во Прилеп вон конкуренција и на фестивалот на античка драма во Стоби во конкуренција за награди. Требаше да гостуваме на Преспанско културно лето во Мала Преспа кај македонците во Албанија, но не отидовме таму. Веќе 14 Божји години сме присутни на тие архаични простори. Нека гостуваат помладите или институциите кои се во националната категорија на македонската култура. Ниедна од нив со толку години финансирање нема снимено филмови, издадено книги, нема досувано досега кај македонците во соседните земји, не организирале Дионисови слави и свечености, не организирале трибини за македонскиот национален идентитет, како македонците од древнина до денеска во организација на скрби и утеха, а сепак добивале средства по 10 пати и повеќе од театарот, културниот центар скрби и утеха. Тука нека останат трите точки на Еринии, како пазар на мртвата култура. Нека даде Господ Исус се што сме сработиле, да има вредност пред Него и да останеме со Господ во срцето. Оваа книга нема почеток и крај. Таа трае во љубовина и македонизам. Напред спроти сонцето, одиме понатаму, напред, упреку. Ете, тоа е таа книга Ерини, издадена 2008. Еден дел го исчитав, нека оди во звук. Да биде благословен и македонско сонце и Ѓорџ Атанасовски, кој возможува да се зборува за Македонија по поробената татковина. И Исус да ни даде сили да разбереме кои сме, што сме, каде одиме, зошто сме овде, зошто не запишал во Светото Писмо, што ни се случува, имаме ли доволно љубов да ја прифатиме Неговата волја и да победиме со љубовта. За секогаш Исус, за навек Исус, на секаде Исус. Македонија, таа што е пишана и му припаѓа на Исус Христос и македонската култура. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат,
Zašto ti ke se udržat? Blaženi se milostivite, zašto ti se pomiluvani? Blaženi se čistite po srce, zašto ti ke